Потребна модернизација на текстилната индустрија. На текстилната индустрија припаѓа околу 23% од целото индустријско производство во Македонија. Текстилците велат дека поголемите компании се трудат да најдат добри партнери за соработка, но имаат голем проблем да најдат квалификуван кадар, заради што бараат алтернативи. Тоа е модернизацијата на машинскиот парк, со што ќе се овозможи со една машина да заменат повеќе операции и да го оптимизираат бројот на работници. Велат дека вложуваат во нови мултифункционални машини кои ќе овозможат да останат конкурентни и да ги исплатат минималните плати. Велат дека платите за 2 години пораснале за 30 до 40%, а цените кои ги плаќаат клиентите се зголемени за помалку од 5%. Разликата е голема заради што имаат интензивни средби со Министерството за труд и социјална работа за наоѓање решение да го издржат товарот. Европскиот невладин сектор бара данок на месо. Повеќето холандски невладини организации до европските пратеници поднесоа предлог за данок врз месото за да се надомести штетата што ја предизвикува производството врз животната средина. Предлогот предвидува диференцирана такса врз месото, како на пример 100 грама говецко би било оданочено за 47 центи, свинското 36 центи, пилешкото 17 центи. Целта е да се потикне потрошувачот да ги ревидира навиките на консумација на месо. Според научните истражувања потребно е драстично намалување на производството на месо и во прехранбените навики за да се избегнат опасни последици по животната средина и климата. Индустриализираните земји да ја намалат за 90% консумацијата на месо, за 60% млекото и за половина јајцата. Околу половина од оваа такса треба да им биде дадена на земјоделците за да инвестираат во одржливи стратегии на производство. Потрошувачите пак би имале корист од оваа такса доколку истовремено се намали ДДВ врз зеленчукот и овошјето како што предлагаат невладините организации со што би се намалиле цените. Неопходна стратегија за прехранбената индустрија. Стопанската комора смета дека индустријата мора да се пренасочи од производи со понизок кон производи со повисок степен на финализација, од примарно производство кон преработка. Неопходно е градење нова стратегија во прехранбената индустрија, селектирање на компаниите и производите со најголем развоен потенцијал. Извозот кој засега е сведен на неколку групи производи може да се прошири на многу повеќе. При тоа водечки би биле конзервната и пекарската индустрија. Потребно е креирање промотори за извоз во прехранбената индустрија, промена во начинот на субвенционирање, односно распределба на субвенциите според постигнат квалитет, воведување нови технологии и насочување на поддршката за рурален развој кон постојните компании кои може да бидат носители на тој развој и кои се подготвени да вложат на рационален, продуктивен и профитабилен начин.